Од следната седмица ќе започне реконструкцијата на училиштето за основно музичко образование Панче Пешев, заради што наставата до крајот на оваа учебна година ќе се одвива во просториите на основното училиште Вук Караџиќ. Советниците на последната седница на Советот ја изгласаа одлуката за давање согласност за времена реализација на воспитно-образовниот процес за учениците од Панче Пешев во училишните простории на Вук Караџиќ Куманово. Реконструкцијата се очекува да заврши за 2 месеца. Потребата од донесување ваква одлука пред советниците ја образложи раководителот на секторот за образование во општина Куманово Александар Јовановиќ. Од UNDP проектот за реконструкција на училиштето започнува, бидејќи станува збор за реконструкција на кровен покривач, за замена на фасада, енергетски ефикасна и прозорците на училиштата. Од страна на UNDP, во кој беа организирани граѓански совети, на кои беа изгласани за реконструкција за справување со загадување, беше доставен допис, бидејќи објектот станува небезбеден со тоа што се работи кровот, потребно е да учениците бидат префрлени во друго училиште. Сме имале ваква пракса и предходно, со предходниот состав на совет, кога дел од учениците од основното училиште Браќа Миладиновци беа во просториите на гимназијата Гоце Делчев и за реконструкција на Општинското основно училиште Кирил и Методи село Романовце, подрачно училиште Агино село, исто така беа времено префрлени. Значи оваа мерка ќе биде до крајот на наставната година, бидејќи се очекува за 2 месеци да заврши реконструкцијата и од септември месец учениците би се вратиле во музичкото училиште на настава. Таму го префрливме училиштето затоа што музичкото училиште не е задолжително, не е со редовна програма, може да се вклопат пред и после часови. Настава во Караџиќ се изведува во кабинетски, така да вториот кат кај што се сместени, третиот е учениците. Првиот дел од катот можете да појдете со мене кога сакате, ќе разгледаме да ги видите просторните услови таму. Се за МКФ проценка комисијата која е согласно одлуката на Советот, предходниот совет е изгласана за 5 годишно, веројатно ќе има потреба за продолжување затоа што збројот на ученици со посебни потреби се зголемува. Најдовме модус за тоа што ќе одат пред часови и после часови, затоа што онлайн настава се дава само со одлука на влада и тоа во одредени услови. Затоа излеговме во пресрет на учениците, затоа што и ќе требаше реконструкција да се одложи. Поголема површина со букова шума вчера била зафатена од пожар во Липковското село Отлја. Како што информираат од регионалниот центар за управување со кризи, пожарот е над каменоломот на површина од 10 хектари. Таму теренот е непристапен за гаснење за моторни возила. Пожарот се движи во правец на атарот на селото Матече и во атар на селото Отлја, велат од регионалниот центар за управување со кризи. Оттаму посочуваа дека гаснењето на пожарот од страна на вработените ќе продолжи и денеска, доколку дождот не помогне да биде искаснат. Општина Куманово започна со поставување на термотехничка инсталација во спортската сала. Како што објави градоначалникот Максим Димитриевски, со оваа инвестиција ги подобруваат условите за одржување на спортските активности, надпревари и тренинзи на спортистите во Куманово. Проектот е финансиран од владата со финансиски средства кои општина Куманово ги доби од вториот јавен повик за поддршка на инфраструктурни проекти. Председателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓоргиевска оствари средба со представници од гимназијата Гоце Делчев и од средно училиште од Гент, Белгија, кои што престојуваат кај своите врсници во рамки на Еразмус плюс проект. Проектните активности се однесуваат на теми поврзани со природните науки, организација на наставниот процес со размена на искуства и практики меѓу учениците и наставниците кои се вклучени во работилниците во делот на програмата. Гостите ќе бидат запознаени и со традиционални гастрономски специјалитети. Гостите ќе бидат запознаени и со традиционални гастрономски специјалитети, карактеристични за македонското поднебје. За време на 5-дневниот престој во земјава, учесниците на проектот ќе имаат можност да ги посетат културно-историските знаменитости на Скопје и Охрид, како и природните убавини на кањонот Матка. Соработката е започната во февруари оваа година со посета на кумановските гимназијалци на Белгија.
На 5 мај во Занаечискиот дом со почеток во 12 часот ќе се одржи свечена академија по повод Денот на македонскиот литературен јазик. Настанот е во организација на Фондацијата за култура и спорт под покровителство на градоначалникот и Советот на општина Куманово. Оваа година се одбележува 81 година од кодификацијата на македонскиот литературен јазик. Настанот ќе го отвори македонската писателка Оливера Ќорвезировска како автор на годината и добитник на наградата Роман на годината за делото Три Марии. Дел од пригодната културно-уметничка програма ќе бидат и ученици од општински основни и средни училишта кои што учествуваа на литературниот конкурс по повод 5 мај, Ден на мајчиниот јазик. Потребна е соодветна, навремена и ефективна институционална заштита на децата од сексуално насилство, односно систем и пристап кој го става детето во центарот. Ова меѓу другото го истакна Васка Бајрамовска Мустафа, државен советник во канцеларијата на Народниот правобранител, презентирајќи ја анализата за сексуалната злоупотреба на деца во Македонија, изработена со поддршка од проектот ЕУ Владење на правото, финансиран од Европската унија. Според податоците на Министерството за внатрешни работи, во периодот 2020-2024 година се евидентирани 508 случаи на сексуална злоупотреба на деца. Само во 2025 година регистрирани се уште 96 деца жртви, посочија надлежните. Најголем дел од случаите се однесуваат на тешки кривични дела, како силување на дете под 15 години, 186 случаи, полов напад и силување 99 случаи и вомрачен живот со дете со 96 случаи. Во текот на 2025 година во земјава се евидентирани нови 96 деца жртви на кривичното дело против половата слобода и половиот морал, од кои 88 девојчиња и 8 момчиња. Анализата покажува постоење на стигма, страв и недоверба кај жртвите и нивните семејства, кои често одбиваат да соработуваат поради срам. Молкот на жртвите упатува на неопходност од поголем број доверливи механизми за пријавување на вакви случаи. Но и она што очигледно ја вознемирува јавноста, особено со последните случаи, дека треба да се работи на вистина на изрекување на казни кои што го даваат максимума за да може да се превенира од дополнително вршење на кривично дело. Регистарот на педофили функционира, меѓутоа факт е дека тој треба поредовно да се ажурира и секако да биде подостапен, односно да се едуцираат и да се информираат сите заинтересирани. Представници од општината во рамки на континуираната соработка и поддршка на жителите од приградските населби денеска имаа работна средба со неформална група жени и представнички од хуманитарното здружение Мајка од Куманово. Средбата за застапување се организира во рамки на проектот Активни жени, имплементиран од Мајка во партнерство со регионалниот центар за соработка Спектар од Крива Паланка, регионалниот центар за одржлив развој од Кратово и Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија од Куманово со поддршка на владата на Швајцарија преку програмата Civica Mobilitas. Целта на средбата е директно представување на приоритетните проблеми и иницијативи на жени од терен преку локалната самоуправа. Министерството за внатрешни работи ја информира јавноста дека при регистрација на возилата во станиците за технички преглед или во управните служби, откако сопственикот на возилото на шалтерот на МВР ќе го остави бројот од својот мобилен телефон и електронска мејл адреса, на својот мобилен телефон и на електронската адреса добива порака со код за верификација и потврда дека бројот што го оставил е лично негов. Оваа измена е во насока да се избегнат било какви грешки при испраќањето на санкциите од безбеден град, кои понатаму ќе бидат праќани преку SMS порака и на мејл адресата на сторителот на прекршокот. Сдруженијето на писатели и слободни уметници Лилјана Куманова организираше меѓународна вечер Поетите читаат, пеат и глумат по повод Денот на книгата и авторското право. Манифестацијата е резултат на меморандум и соработка со повеќе здруженија од Република Србија, истакна председателката на здруженијето Лилјана Тричковиќ. Ние прво отидовме во Врање, првин во здруженијето СКОР, Нови Сад, Огранок Врање,
чиј што председател е Љубомир Манасиевич. На негов повик подпишавме меморандум за соработка и навистина имаше прекрасно дружење. Исто така, нешто недела дена после тоа, значи ние исто имавме подпишување на меморандум со уште едно здружение. Тоа е Здружение на македонците во Врање, чиј председател е Пецо Ристевски. Значи, си велам кога тие нас не повика и толку не пречека убаво, имаше прекрасни културни манифестации 2, и викам зашто јас да не ги повикам нив, заедно, двете здруженија, да по повод денот на книгата, 23 април, направиме едно вистинско доживување, значи еден вистинска манифестација на која што, како што самите видовте, беше преполна салата и имаше музички точки, имаше читање, скеч. Значи, прво го отворивме настанот со црковна песна, значи покажавме дека ние покрај пеење, покрај глума, читање во нашето здружение имаме право да се занимаваме и со црковно пеење. На 5 мај со почеток во 20 часот во Центарот за култура премиерно ќе биде изведена театарската представа Крв не е вода на гимназијата Гоце Делчев. Текстот го напиша Мила Димковска од 4-то 1 клас во режија на професорката по македонски јазик Сонја Тодоровска, менторка на драмскиот клуб при училиштето. Според Тодоровска станува збор за представа која прави врска со сегашноста и минатото. Ја отвора вечната дилема за припадноста, моралот и тежината на семејните врски. Кога традицијата се судира со личниот избор, дали крвта навистина е посилна од се. Центарот за култура Трајко Прокопиев го објави конкурсот за ликовната изложба Самоуки 2026, која е дел од годишната програма за изложби на установата. Со конкурсот се повикуваат сите неакадемски уметници од општина Куманово на возраст над 20 години да земат учество со своји ликовни дела. Секој автор може да конкурира со најмногу 3 дела по сопствен избор, при што темата и техниката се слободни. Селекцијата на пристигнатите дела ќе ја изврши стручна комисија при Центарот за култура, која ќе ги извести учесниците за прифатените трудови. Рокот за пријавување трае до 26 мај годинава. Изложбата Самоуки ќе биде отворена на 11 јуни годинава. Сојузот на синдикати на Македонија утре ќе одржи првомајски протест под мотото "За плата се бориме, не се молиме". Собирот е закажан во 11 часот пред Работничкиот дом во Скопје, а ќе биде воведен посебен сообраќаен режим во градот. Со протестот ССМ очекува да се зголеми притисокот врз надлежните за подобрување на условите за работа и заштита на работничките права и обезбедување достоинствена плата.